Нема да ви се верува каква врска е пронајдена меѓу риболовот и новинарството. Се вика кликбейт и во буквален превод значи мамец за кликови. Тоа се наслови што треба да го заскокоткаат читателот да кликне на некоја приказна. Погледнете како кликбейтот го промени информирањето. Повторно со рибарски речник. Кога весниците и телевизиите беа главни, новинарството беше како ловење со мрежа. Медиумите ја фрлаат целата содржина одеднаш кон целото јато риби, без да знаат која на што ќе се фати. Денес тоа е како ловење со трска. Секоја статија е како посебен мамец и мора посебно да се продаде. Еве како кликбейтот го уништува новинарството. За ова всушност постојат различни теории. Од една страна, кликбейтот се смета само за нова форма на изразување со која може да се пренесуваат и сериозни вести, како еве колку поскапел животот од лани до сега. Од друга, се тврди дека тој неминовно форсира тривиални теми, како видете со колку мажи спиела оваа старлета. За читателите најважно е содржината да ги исполни очекувањата од бомбастичниот наслов. Но бидејќи често се случува насловот да биде "Видете што му се случило кога паднал во вода", а текстот да биде "Се намокрил и излегол", кај многу читатели опаѓа интересот за кликбейтови и тие поретко се користат за сериозни вести. 5 најкористени кликбейтови што треба да ги препознаете. Прво, мораш да ме видиш. Често содржат фото или видео во насловот и се однесуваат на најбесмислени ситуации. Нема да ви се верува што се случило на овој брод. Често содржат или асоцираат на голотија. Второ, треба да ме знаеш. Ова се често совети кои немаат многу смисла. Пример, банките мразат кога им го правите ова, но наместо практичен совет како да се добие подобра банкарска услуга преку ред, наведена е само некоја и онака позната работа. Трето, ќе те научам нешто ново. Ова се текстови од типот најдобро чуваните тајни од Втората светска војна. И иако ги нема на вистина најдобро чуваните тајни, може да има интересни информации за прераскажувањето во друштво. Вистинитоста е сомнителна. Четврто, недовршени информации. Најчесто се користат за да ја додадат лажна важност на некоја не многу важна информација. Например, под насловот "Градските власти издадоа ново предупредување", може да има едноставна информација дека тие што нема да платат билет во градскиот превоз ќе бидат казнети. Петто, листи како оваа со наслов "5 најкористени кликбейтови што треба да ги препознаете". Уживајте во кликањето, но не се фаќајте лесно на мамците.